видео сакам да зборуваме за психологијата на берзата, за вашиот мајндсет, за тоа како треба да постапувате, што треба да правите, а што не треба да правите кога се наоѓате на берза, кога инвестирате на берза, а посебно кога се работи за крипто. Затоа што тоа сепак е се уште, да речеме, нова сфера, многу луѓе не се запознаени и затоа од друга страна имаме луѓе кои манипулираат и ги користат тие прилики за брзо да се збогатат, при тоа оставајќи милиони луѓе во светот да си ги изгубат своите пари. Зошто? Затоа што не знаат што треба да прават и какви грешки се случуваат на целата берза. Затоа сега сакам да зборуваме токму за психологијата, за вашиот однос, за сите грешки што ги гледаме во пракса. Ќе зборувам конкретно за хајпот околу мемекоините. Сега во овој циклус имаме таква заинтересираност околу мемекоините како никогаш досега. И луѓето најмногу се насочени таму. Најголемата ликвидност дури пазите, од фундаментални проекти ја собраа мемекоините. Зошто се случува тоа? Затоа што луѓе виделе некаде на интернет, некој на TikTok, на Instagram, на Twitter објавил дека со $20-50 се прават милиони со мемекоини и сега луѓето се залетуваат мислејќи дека кај секого тоа е можно, не знаејќи како тие луѓе ја играат играта. За да некој направи со $20-30-50 милиони, од друга страна милиони луѓе треба да изгубат по $20-30-50. Тоа е тоа што го прават големите инфлуенсери кои имаат милиони и илјадници следбеници, а од друга страна вие сте тие кои на крајот ќе завршите со потрошени или изгубени пари. Затоа ќе одиме сега практично да објасниме околу некои мемекоини што се случи. Во изминативе 30 дена, внимавајте, само за еден месец, месец и пол, имавме 5-6 такви моменти каде што мемекоини, да кажеме, отидоа до на небо или to the moon што викаат и потоа падна за 80-90%. И тоа што е најтрагично и што е најлошо, се наоѓаме во време на крипто каде што председатели, влади, институции и големи играчи кои треба да работат на развивање на крипто секторот и кои треба да работат во интерес на граѓаните, токму тие ги направи овие малверзации. Зашто зборувам ќе видите сега. Најпрво одиме со Трамп коинот. Трамп коинот пред самата инаугурација 2-3 дена, Трамп пушти меме коин во оптек, наречен нормално по неговото име Трамп. Што се случи со тој меме коин? Од некоја си почетна цена која започна стигна до некаде 70 милијарди маркет кап. Стигна со цена во превод кажано околу $76, $80 плюс минус, не знам точно до каде дојде, тука кажува 76. Значи од 76 дојдовме дури до $16-15 падна тој коин. Од 70 милијарди дојдовме до 2-3 милијарди. Имавме околу 90% корекција на овој коин. Што се случи? Првите кои купиле тука и дошле до горе, продаваат ваму, зашто? За некој кој купувал тука да им биде излезна ликвидност. И потоа се случи ова, цената продолжи да паѓа, додека луѓето кои вложувале во овој момент, сега нивните пари вредат центи. Но тоа, за да не биде само, тогаш се појавува и неговата мила женичка Меланија. Истиот принцип се извади мемекоин, кој стигна до 3-4-5 милиарди, не знам ни до каде стигна, гледаме со цена од $3-14 и повторно истата шема, дамп 90%. За првите кои купувале да дојдат тука со огромни профити и да продадат, и овдека имаме луѓе кои купувале на високо да дојдат доле, повторно нивните пари кои ги вложиле да вредат центи. Значи тоа е од двата најголеми, да речеме, луѓе кои треба да ја водат Америка, а воедно и светот, нели? Потоа, за да не биде само Америка, почнува да се вклучува и Централна Афричка Република. А што може да очекуваме од Африка, каде што живеат најголемиот број на преваранти и на манипулатори во целиот свет? Истиот начин се извадија мемекоин, го промовира на нивната официјална Twitter страница и повторно од тука, од 0,90 центи некаде, гледаме падна до 0,018, значи исто така имаме 90% пад на цената, значи сите пари кои беа ги собраа, ликвидноста која влезе од последните луѓе кои инвестираа ја собраа и ја паднаа цената на 0. Некој излезе нормално со милиони.
Потоа, за да не биде само тоа, го имаме тука и самиот CZ или основачот на Binance, како најголем играч во криптосферата, што направи исто. Извади мемекоин, демек за да тестираат нели на Binance, на BNB Smart Chain, ќе прават сега и нови апдејти, мемекоини, не знам што, апликации, контракти, чуда, врагови. Истиот начин извади мемекоин, за повторно цената да му падне за 80-90% за неколку дена. И потоа, што се случува? Броколи, истиот. Значи, овдека официјално нивни коин, но овде што се случи? Овој не е негов коин. Човекот слушнал околу хајпо за мемекоините, иако еден од водечките играчи во крипто не знаел што се тоа мемекоини, не знаел како треба да направат, па објавуваше твитови, провоцираше на Твитер, демек нели требало само да објави слика од неговото куче и име за да се направи мемекоин. И најави во колку часот ќе го направи тој мемекоин и за жал луѓе кои ја знаат таа игра си чекаа спремни. Кога ја објави сликата на неговото куче, исто така објави дека нема да вади мемекоин. Значи тоа беше коректно од негова страна, но дали навистина беше коректно? Што имаше напишано во постот? Јас не реков, вика дека ќе вадам мемекоин, туку кажав дека ќе извадам сликата од моето куче и неговото име ќе го објавам. Но луѓето веќе шушка за тоа цели 2-3 дена, скоро и цела недела, и го очекуваа тоа. И што се случи? Неколку паметњаковци си извадија мемекоини, нормално. Самиот имаше напишано дека очекувам, вика, од ова да произлеза многу коини, па луѓето нека игра, нели, да видиме кој ќе победи и кој ќе извлече најмногу. Со објавувањето на неговата слика од кучето и неговото име се појавија 7-8 мемекоини, значи во истиот момент се појавија. Некои од тие мемекоини за еден час стигнаа до 700-800 милиони маркет кап, не знам дали некој надмира дули милиарда. И што се случи? Внимавајте сега добро. Еден од трейдерите кој купил $707, значи еден БНБ вложил во броколи, во мемекоино со името неговото куче, само $700, за по еден час да извади $7 милиони профит. Значи 6,5 милиони си ги повлекул, а скоро пола милион ги оставил доколку цената нормално оди нагоре да им уште повеќе. Значи за еден час со 700 милиони извадил, со $700 усвари извадил 7 милиони профит. Но што се случува за некој да извади 7 милиони? Некој кој купил тука $700, како што кажав, треба милиони луѓе да влезат за некој да продаде ваму и повторно да ја паднат цената. Значи тие кои први купувале и ќе извлечат тука милиони долари профит, за повторно они кои ја вложувале овдека 100, 200, 500 илјада евра, да дојдат нивните пари да вредат центи, затоа што и тој коин кој беше објавен и сите останати мемекоини со името од неговото куче, сите паднаа по 80-90%. И како шлаг на тортата, да не биде нели само ЦЗ, да не биде само Америка и Централна Афричка република, тука имаме Либра. Што е Либра? Исто така преседателот на Аргентина објави пред некој ден твит на неговиот официјален профил. Внимавајте. Значи човекот вика вадам мемекоин, слободата е пред се. Нели зборуваме за коректност, зборуваме за слобода, за добробит на народот. Да живе Аргентина, да живе не знам што, слободата и самиот коин е наречен Либра или слобода. Но што се случи? Тој коин стигна до 4-5 милиарди маркет кап за само неколку часа, за потоа од 4-5 милиарди паметниот преседател кој се залага за слобода и за добробит на народот да го избрише неговиот твит, со што цената на тој коин падна повторно за 90%. И сега се наоѓаме, не знам, на неколку милиони, 200-300 милиони маркет кап, се уште се држи, но зборуваме од 5 милиарди до 300 милиони, значи тие кои купувале тука со инсайдерски информации, кои знаеле што ќе се случи, достигнало некој врв и оние кои продале, кои излегле тука, што се случува повторно истата шема. Значи овде купувале милиони луѓе со мали суми, за потоа некој кој вложил мала сума да извлече тука милиони од милионите на останатиот народ. Затоа што секогаш они кои влегуваат последни се излезна ликвидно за првите. И тука имам едно мало истражување за уште еден мемекоин кој го објавиме пред некој време во нашата група.
и направиме некаде околу 7x, 8x профит, не знам точно колку беше, за нецел месец. Значи цената на тој коин порасна, сега добивме мала корекција, таман излегуваме речиси на врвот и што се случува сега? После оваа корекција, повторно истиот коин, очекувам, значи според се што гледам од целото комјунити, колку е активно и што се случува со самиот коин, очекувам да оди дури и 10x нагоре од оваа цена која моментално се наоѓа. Значи тој е објавен во нашата приватна VIP група, а може би ќе биде објавен јавно. Затоа следете не, за да видиме што ќе се случува понатаму и да бидете информирани за сите новости. Како што кажав, гледате што се случува на пазарот, гледате какви манипулации се случуваат за некој да извлече милиони профит. Затоа немојте да им ги полните џебовите на таквите луѓе. Добро истражувајте во што сакате да инвестирате. Дали тоа во што инвестирате вреди и никогаш немојте да инвестирате со емоции. Немојте да инвестирате кога нешто е во еуфорија, кога нешто отишло 200, 300, 500% нагоре и кога сите зборуваат за истото. Инвестирајте само ако сте истражиле добро и знаете точно во што инвестирате. И ова не важи само за меме коини, важи и за фундаментални проекти кои навистина имаат голем потенцијал, имаат улога во друштвото, имаат улога во целиот крипто екосистем. Тука го имаме пример XRP, не ова паричка, туку реално, значи, дигиталниот XRP. Што се случува? XRP има едно најјаките друштва, комјунити, да кажеме, заедници во светот, кои го промовираат. Има многу партнерси, партнерства со банки, партнерства со влади, партнерства со институции и така натаму. Но што е проблемот? Проблемот е во тоа што XRP го промовира секој втор денеска и луѓето викаат дека ќе вреди 600.000, 10.000 долари еден XRP, а моментално е некаде на 2-2,5 долари. И што очекуваат луѓето? На што се лажат? Некој мисли дека ако во XRP стави 100 долари и ако почека 2, 3, 5 месеци или 1-2 години ќе биде милионер после некое време. Но знаете што? XRP има преку 150 милиарди маркет кап. За да отиде XRP на 10.000 долари, како што некои предвидуваат, па дури и на 1000, на 500, на колку и да е, треба да има трилиони маркет кап, кој го нема ниту биткоин моментално. Значи зборуваме за нешто во овој момент речиси невозможно. И затоа немојте да паѓате само на еуфорија, само кога ќе видите дека некој објавил некаде нешто, аха, инвестирајте тука и ќе станете милионери. И вие веднаш, аха, ајде, да ставам 100-200 евра и ќе чекам да видам милионер. Не, туку истражувајте, знајте добро во што инвестирате, за да не ви пропаднат и тие пари кои ќе ги вложите. Подобро ги потрошите на некоја вечера, отколку да ги фрлите на некоја глупост. Или пак ако веќе решите да инвестирате, истражете, информирајте се добро и инвестирајте во нешто што навистина вреди. Може би нема да ве направи милионер преку ноќ, но да направите 5-10x профит за неколку месеци, мислам дека е дури и повеќе од одлично. Затоа, како што кажав, најважно од се на берзата е психологијата и вашиот мајндсет и потоа да останете информирани со вистински информации кои ќе знаете да ги искористите во пракса.